Разводот значи прекин на бракот, но не значи и прекин на доживотно и одговорно родителство. Во таа насока група родители покрена иницијатива за измена на законот за семејство, при што бараат овозможување на заедничко и одговорно родителство и по развод, како поудобна основа за најдобар интерес на детето, кога неговите родители се разведуваат. Ова иницијатива е поддржана од првата детска амбасада Меѓаши. Заедничко старателство и одговорно родителство и по развод. Група родители неодамна покрена иницијатива за измена на законот за семејство. Ова иницијатива беше поддржана од првата детска амбасада Меѓаши. Директорот Драги Змјанов за ТВМ изјави дека основната причина за отпочнување на иницијативата како предлог закон за измена за воведување заедничко родителство по развод е да се надминат проблемите кои ги имаат родителите по прашање за уредување на времетраењето на видување на едниот или другиот родител, кои се развеле по однос на чување, згрижување и воспитување на детето. Според него, децата имаат право и заслужуваат квалитетно и одговорно родителство и по разводот на нивните родители. И помалку да има проблеми кога родителите доброволно се договараат за динамиката на заедничко видување, чување и згрижување. Но проблемот настанува кога тие не можат да се договорат како подеднако квалитетно и одговорно да го реализираат родителствувањето кога ќе се разведат. Често родителите не можат да се договорат околу одржување на лични контакти со детето и тогаш настапува хаос. Секој со својата приказна колку е добар родител, колку другиот е лош, не водејќи сметка дека таа нивна дисхармонија, дисфункционалност и би рекол војување ја отежнува и травматизира и така ранливата состојба во која се наоѓа детето кога гледа дека неговите родители се разведуваат како партнери, но не и како родители. Змјанов кажа дека неретко преку СОС линијата добивале обвинувања за нефункционалност на системот, односно слушале засегнати детски судбини без разрешница во најдобар интерес на децата кога нивните родители се разведуваат. Тој појасни кои би биле придобивките од измена на законот за семејство и воведување заедничко родителство. Иницијативата за законски измени во насока за овозможување на родителство со пол капацитет на двата родители и по развод, а со цел родителите еднакво да се грижат за детето. Придобивките се во најдобар интерес на детето. Неопходно е родителите еднакво да се грижат за него, такви се и препораките од Комитетот за правата на детето, а во смисла на тоа да се најде најдобро решение за детето што се наоѓа во конфликтна зона на родителите кои не можат да се договорат. Надлежните судови, стручните тимови во центрите за социјална работа при оценување на доверување на детето на чување и воспитување треба да тргнат од позиција дека двајцата родители треба заедно и непосредно да го вршат родителското право. Дека треба да има измени во законот за семејство согласни биле и представниците на Министерството за труд и социјална политика, кои, како што нагласи Змјанов, признале дека ваквиот модел одлично функционира во скандинавските и другите земји, па дури и во Индија и Пакистан. Доколку се измени законот за семејство, центрите за социјална работа ќе имаат полни раце работа, бидејќи би настанал процес на обновување на претходното доверување на едниот родител, кој има полно право на родителствување, а другиот ограничено.